силната инекција за здравството од 100 нови, модерно опремени амбулантни возила ќе бидат голем бенефит за пациентите и за здравствените работници. Лекарите ја поздравија одлуката на владата за набавка на нови возила кои ќе бидат распределени во јавните здравствени установи ширум цела држава. Приоритет ќе бидат здравствените домови кои покриваат поголем број на население, а имаат недостиг на медицински комбиња. Оваа набавка би била најголема досега со оглед дека возниот парк во здравствените установи со години наликува на крпен живот, амортизирани возила, чести дефекти, крпења, поправки, а ретко подновување со нови. Од итната медицинска помош во Скопје се надеваат дека ќе добијат голем дел од возилата. Како најголем медицински итен центар во однос на примарната здравствена заштита, се надеваме дека добра бројка од тие 100 возила ќе дојдат во нашата служба. Значи, одамна немаше набавено ваква бројка од 2012 навака, кога тогаш се набавија околу 80 на нови санитетски возила и добивме тогаш 14 и добро се зајакна нашиот возен парк. Сепак во меѓувреме градот е поголем, со повеќе потреби на службата за итна медицинска помош. Од тогаш се набавувани возила, како што каже и премиерот, на база на донации повеќе, меѓутоа сепак таа бројка е мала во однос на она кое што ни е потребно. Освен техничкото освежување на итната помош во Скопје, се засилува и медицинскиот персонал. Примени се нови доктори и медицински сестри, а бројот на тимови ќе се зголеми со добивањето и на новите амбулантни возила. Се надевам дека постизборно ќе има конкурси, ќе има нови вработувања со новите возила, секако ни се потребни и нови тимови и екипи кои што ќе ги користат тие возила, така да се надеваме на еден убав период дека ќе следи за службата за итна медицинска помош, кога нема повеќе да велиме дека сме само 5 екипи, кога нема повеќе да на некој начин се расправаме со нашите корисници кога треба, а кога не треба да дојде возило на итната медицинска помош. Возниот парк на здравствените установи изминативе десетина години најмногу се обновуваше преку донации. Последен пат јавните здравствени установи во Македонија добија 25 нови комбиња во 2020 година. Од нив 12 беа за итна помош, 6 беа распределени во Скопје, а другите 6 за здравствените домови во Крушево, Кичево, Крива Паланка, Берово, Струга и Дебар, што беше само капка во морето од потреби. 13 возила беа наменети за единицата за домашно лекување во градот Скопје.